Потрошените пари и тендерите понатаму ги кријат речиси сите институции. Нивото на отчетност опаѓа, иако тоа е обврска за сите, бидејќи се трошат пари на граѓаните. Сите политичари по обичај зборуваат за отчет и јавност во трошењето на парите, но воглавно тоа го прават кога се во опозиција. Но кога парите ќе ги почувствуваат во раце, тогаш трошењето станува тајна. Зошто тендерите се повеќе стануваат државна тајна? Сигурно за блиски луѓе, тоа е секој пат, јасно е. Така, зашо Во четири очи. Во четири очи се тоа работи, тие тендери. Тоа на приватни луѓе не ги дават на вие сиромасите, таа се дава на богаташите. Токму и поради ова, Центарот за граѓански комуникации направи истражување кај повеќе од 20 институции. Сите заедно тие лани потрошиле околу 124 милиони евра за јавни набавки, без при тоа јавноста речиси ниту да слушне, ниту да види зошто отчетноста е многу скромна и е околу 50%. Во целата камуфлажа на трошење пари, најмногу труд вложува Министерството за здравство, кое со 39 милиони евра е најголем трошаџија, зашто неговата транспарентност е само 39%. Веднаш до здравството, според истиот критериум, е Министерството за образование и наука, кое исто така вешто си ги крие рацете од парите. Поради ова, но и поради многу други причини, секој трет тендер кај нас е неуспешен, додека претходната година се поништувал секој четврти тендер. На што упатува ова, сите можеме да предпоставуваме. Па, корупција, криминал, мислам дека тоа далавера, некој кажано. Висока политика е тамо, не можеш да допреш до тоа. Паралелно со ова, се влошува и одговорноста на институциите за одговор на доставените барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. Лани нивните одговори просечно стигнувале за 38, а ова за 42 дена, а некои на нив воопшто и не одговараат, иако законскиот рок е 30 дена.